Завршува рокот за поднесување барања за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко, произведено во периодот од јануари до април 2016 година. Првичниот рок беше до денеска во кој можеа млекопроизводителите да поднесуваат барања до подрачните единици на Министерството за земјоделство. Оние кои не успеаја да аплицираат во овој рок, истото ќе може да го направат од 25 до 30 јуни. Заклучно со 30 јуни 2016 година, крајниот рок е за поднесување на барањата за директни плаќања. Ова година е новитет, како што спомнувавме и претходно, дека по електронски пат ќе одни поднесувањето на барањата. Меѓутоа, за сите новитети и се што треба да бидат услужени земјоделските производители, можат да се обратат во подрачните единици во МЗШВ. Висината на директната поддршка е 3,5 денари за 1 литар овчо, козјо или кравјо млеко и нормално сходно на тоа ќе се бидат обештетени млекопроизводителите. И покрај тоа што во претходниот период беше актуелна болеста јазлеста кожа кај говедата, надлежните велат дека во Пелагонискиот регион не е регистриран ниту еден случај на оваа болест. Нема таков случај, меѓутоа превентивно нашата институција како Агенција за поттикнување на развој на земјоделството имаше информативна средба со земјоделците производители на млеко од овој регион, каде што ги информира кои се мерките за заштита од оваа болест и превентивните оние нормално технички работи кои треба да се ги изведат самите млекопроизводители да не дојде до заболување. Најчесто оваа болест се појавува при чести промени на температурите. Во источниот дел на Македонија беа регистрирани неколку случаи каде веќе е интервенирано. Во регионот на Пелагонија, надлежните велат дека во моментот нема простор за појава на болеста јазлеста кожа. Сметам дека кај нас во Пелагонија не би дошло до да речем појава на оваа болест, меѓутоа превентивно затоа ние ги информиравме земјоделците и доколку сакат дополнително да се информираат, може слободно во нашата институција да се обратат, па ќе му објасниме кои се техничките работи кои треба да ги направат во своето одгледувалиште за заштита од оваа болест. Воедно, од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој информираат дека на 30 јуни завршува и рокот за поднесување на барање за мерките по површина и грлодобиток.